Јас морам да признавам како представник од мојата генерација, не знам многу за испортовите, иако во кариерата ми се случило да вршам пренос на тинејџери кои што се надпреваруваат токму во, ми се чини, Counter Strike. Многу повеќе за ова од нашиот прв гостин за денес, а тој е господинот Бобан Тотовски. Јас љубам да ве викам Тото. Како сте? Супер, одлично. Како сте вие? Одлични. И ние сме добро. Еве, јас очекувам од вас и те многу повеќе да ме внесете во приказната дали и спортовите се всушност спортови, бидејќи ние сме научени се што представува физичка активност да се нарекува спорт. Но спортски дух значи и надпревар, онаму каде што има надпревар, како на пример шахот, е воведено како спорт. Дали сум во право? Точно, не се уште стигна до Олимписките игри, но полека ќе стигнат и они. Значи вака, прво те подсетам дека 2006 година имавме надпревар еден во Counter Strike во живо на телевизија и ти беше водителка на тој пренос во живо. Со вас сум била. Многу одамна. Тоа беше воедно и прв надпревар пренесуван во живо во регионов и пошироко, затоа што тоа време не беше популарно Twitch и стримање на надпревари, но ние тогашната емисија Ентер го направивме многу популарно надпреварувањето. Во интернет клубот беше, се уште има записи на нашата веб страна. Јас ќе ве почитам дека имам спомен од тоа, имав такво пирничење кое ми доделивте како спомени сеќавање од тој турнир. Така. Значи, одамна го работиме ова. Во Македонија сме како федерација регистрирани од 2009 година. Значи, 12 година тераме веќе. Од минатата година како федерација сме членка на Македонски олимписки комитет. Оваа година или наскоро очекуваме да бидеме и официјално признати како спорт. Нормално си има процедури и процеси за сето тоа да се исполни. Во поглед на прашањето на и темата на денот, дали е спорт, мислам дека и самото име доволно објаснува дека е спорт. Но еве малце да навлеземе во темата дека за спортот што е поентата? Постојат надпревари, постои структура, постојат играчи, постојат навијачи, постојат игри, тренери, судии, правила, процеси. Значи ги има сите елементи што ги имаат сите спортови. А тото ние го имаме првиот и најважниот елемент во секој издание на Црвена линија, затоа што имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Јас на самиот почеток би замолила, ако ви е пуштен ТВ приемникот со звук, намалете го на 0 за да се слушаме барем онака телефонски. Кој ни се јавува? На телефон е Борко. Борко, како сте, Борко? Одлично сме. Како сте вие? Добри сме, имаме во одлично расположение и тоа веќе второ издание на Црвена линија во новата сезона. Прво прашање ми е дали сте воопшто геймер, играте ли игри? Кој е вашиот став? Дали и спортовите се спорт? Па, ја физкултурно средно имам завршено, исто така работам и спортска психологија. И геймер не сум, не ме привлекло некако, иначе сум пробал повеќе спортови, иначе мислам дека геймерството и спортовите секако се спортови, ама треба да се пристапи внимателно кога се промовираат пред се кај младите. Бидејќи геймерството има елементи на спортот, како што и кажавте во емисија, нели, надпреварот, надпреварувачкиот дух, наградите. Мора да се земе предвид дека во геймерство има поголеми награди финансиски од многу други спортови, ама исто така да земе предвид дека и многу кичми се улежани. Ама и шах или за шахот што ќе кажете, Борко? А шахот? Шахот. Видете, не смее да се потцени ни еден спорт и шахот не може да се потцени нормално. Шахот е сериозен устен надпревар. Мене ми беше за геймерството да потенцираме дека секако дека е спорт, секако дека е окей, ама мораме да бидеме внимателни при промоцијата кај најмладите, бидејќи јас знам многу примери од геймери кои што останале буквално со свртени кичми, кои што имаат сколиози, кои што секако дека професионалните геймери имаат поддршка и кога имаат поддршка, они убаво ќе го развијат дури и телото. Борко, останете на линија. Би сакала да слушам коментар сега и од господинот Бобан. Еве, што би реплицирале на ова што го кажа господинот Борко?
За жал многу слабо слушав, не можев се да пофатам. Факт е дека е спорт и факт е дека треба внимателно да се пристапува како тоа се презентира на младите. И затоа треба да има едукација и бидејќи јас исто така сум и генерален секретар на Светската еспорт федерација, не само на македонската, можам да кажам дека глобалното движење и глобалното мислење е responsible gaming или одговорен гейминг, со кој што уште од мали нозе во едукација во средните школи после 5 оделение да се воведе предмет и да се воведе едукација за еспорт и како се игра одговорно, дека геймерите мораат да имаат и физичка активност. 99% од топ играчите во светот сите се физички активни, се здрави, се фит, поминуваат страшни тестови, психолошки и физички, дали се во ред за да ги ангажира тим. Рачунете дека еден играч од прва класа да се купи од нешто време, трансферот е само над $2 милиони. Така да тоа се големи суми, големи бизнеси и автоматски веќе влегуваат и лекари и професионални институции да се грижат за професионални тимови. Ја имам едно прашање. Што е со оние кои што ќе станат фанови, ќе следат на самиот почеток? Како всушност ќе испратиме порака на помалите генерации дека всушност треба да мислат на своето физичко здравје? Значи, како ќе се лимитира тоа колку да играат игри, да тренираат, а зборувам не се професионален тим. Дел од професионален тим. Едукација, тренинг и примери од професионалните играчи кои што се веќе стигнати на тоа ниво. Секој играч мисли ако седне 16 до 20 сата на компјутер дека ќе стане подобар геймер. Не е тачно. Поголемиот дел од геймерите у светот што успеале преку тренинг, професионален тренинг со тренер позади себе, кој што се грижи за него и кој што му објаснува 2 часа, 3 часа ќе играш, сад време физичка активност, задолжително пливање, вежби за концентрација, вежби за фитнес, за општото здравје, обавезно social life мора да имаат, затоа што психата исто клучен елемент во оваа победа. Ти да успееш да издржиш 6 часа да играш на компјутер без да престанеш, многу понапорно од пукање со воздушен пиштол, морам да признам. А Борко, чи нам рековте дека сте спортски психолог, еве, што ќе кажете на сево ова? Сепак се зборува за одговорност при играњето и учествувањето во вакви надпревари. Дали го имаме Борко се уште? Борко најверојатно повеќе го немаме, иако имам чувство дека се уште е на линија. Добро, очекував реплика, но ете тоа е ставот, бидејќи неодговорното најверојатно играње, колку што разбрав, доведува до физички аномалии, проблеми со кичмата, неправилен развој на телото. Но сето тоа можеби треба некако, како што велите самите и вие, да биде под некаква капа, односно некој да води сметка колку време, на каков начин се играат овие видеоигри. Пред тоа, како што знаеш, има бизнес лига во разни спортови кај нас, фудбал, кошарка. Дали има можност кај нас да се направи бизнес лига и спорт? Пред 2 години имаше бизнес лига во еспорт, организирана од страна на, мислам дека Good Game Global се викаше хрватската организација, која што тоа го прави на ниво на цел регион. И сега поради ковидот малце тоа е потешко да се направи за онлайн, но секако следната година ќе организираме бизнес лига, бидејќи има многу компании кои што се заинтересирани и средствата нормално ќе ги донираме во добротворни цели, нема да бидат за ништо друго искористени. Фала и многу. Пред почетокот на ова издание со Тео зборувавме, тој повеќе знае од мене, морам да признам, на оваа тема. Јас само знам дека вие ме потсетивте, бев дел од тој прв турнир во земјава. Оно што се спомна име на момче кој што во Америка при играње на, каков најт? Fortnite, да, има освоено, победено и освоено 3,6 милиони долари. Што значи дека многу повеќе заработил од Џоковиќ. Сега, дали може би ваквата сума пари, интерес од бизнисот ќе го направи број 1 спорт во иднина? Спортот веќе е број 1 спорт, по гледаност и по бројките што постојат. Ние ги немаме бројките што се случува во Азија, но во Азија
Значи прво е спортот, па има 10 празни места, па после се другите спортови по гледаност. Проблемот со спортот е што има издавачи на игри, паблишери или собственици на интелектуалната собственост. И они се собственици на фудбалската топка, да кажеме, нели, за да разберат гледачите. И многу е тешко да развиваш нешто врз база на платформа која што има собственик, кој што, нели, заработува пари и прави профит од тоа. И затоа, нели, сите ние како федерации и со поддршка на државите од сите држави, тоа ќе го смениме малце да иде и у корист на заедницата. Јас ви посакувам многу успех и ви се заблагодарувам што бевте дел од ова денешно издание на Црвена линија и се гледаме на некој турнир. А ние одиме со реклама. Чао, чао.